тогаш ќе преминеме на нашето проучување. Зашто ќе зборуваме денес? Прво да проследиме некои интересни занимливости. Имаме една многу интересна вест. Во Соединетите Американски држави се случуваат и вакви работи. Државата Тенеси се присоедини кон други две држави, Аризона и Минесота, во воведувањето на законодавство, многу смело, значи, законодавство, кое што ги класифицира овие генетските вакцини, какви што беа COVID вакцините, и лековите, сродните лекови на иста база, како оружје за масовно уништување. Значи, замислите, вакцините се прогласени, генетските вакцини, вакцините врз база на генетска модификација на организмот, се прогласени за оружје за масовно уништување. Значи, секој кој што ќе сака, било која власт, било кој ентитет кој што ќе сака да наметнува вакви вакцини, тоа значи дека ви објавува војна. Тоа значи дека е ваш непријател. И ова да го имаме предвид, без оглед дали ќе се омасови или не ова движење, меѓутоа некои сојузни држави си превземаат чекори за заштита на своето население. Да се заштитиме и ние, нас Господ не заштитил, не со државните власти, кои што беа непријатели исто така на својот народ, туку не заштити со духот на пророштвото и со Божјата реч, да не бидеме и ние жртви на ова експериментална терапија, која што однесе над 17 милиони животи досега. А со се ковидот, бидејќи од иста лабораторија и едното и другото, бројот на тие жртви беше многу поголем. Инаку, дали знаете дека се сеќавате кога ви кажав како дека еден од главните сведоци, главниот сведок што требаше да настапи во холандскиот суд против COVID вакцините, кој што своевремено го напишал американскиот закон за биолошко оружје, беше најден мртов. Истиот тој суд во Холандија ги повикува директорот на Pfizer, Алберт Бурлас, солунски евреин, инаку, и Бил Гейтс ги повикува да настапат они како сведоци на судот и да објаснат зошто лажеле при кампањата за вакцинација во времето на ковидот. Значи, главниот сведок е најден мртов, за да не настапи на судот, што требал да сведочи против нив. Погодете дали солунскиот евреин и лудиот Били ќе се појават на рочиште. Тие ќе се појават само на Божиот суд, за да примат, како и останативе гадови, да примат плата според нивните дела. Дали забележавте неделава дека, иако, како што реков минатата сабота, председателот Трамп на Иран му даде рок од 1 месец, сега тој месец изгледа многу кус, затоа што последната посета 7 пати оди Нетањаху во Белата куќа во изминативе неколку седмици. 7 пати има отидено израелскиот премиер во Белата куќа на Трамп и после последнава сега посета неделава Трамп го менува мислењето. Сега нема да има Иран на месец дена рок. Трамп сега се остри веднаш да го нападне. До сега тоа не се случило, нели? Да даде Господ да не се случи и понатаму, но се е можно, а наше е да бидеме подготвени. За последните настани. Сега ве повикувам
малку да го вклучите вашиот мозок и нешто денешно проучување ќе го започнеме со библиско едно прашање. Ќе отвориме повторно во Апокалипсата. Која книга е таа? Откровението. Последната книга. Откровение, 13-та глава. Откровение, 13-та глава. Каде што ќе почнеме да читаме од 11-тиот стих. Откровение, 13-та глава. Ќе почнеме да читаме од 11-тиот стих. Отвори се таму. Ајде внимателно. И видов друг звер. Што значи ова друг? Пред тоа зборуваше за првиот звер, за еден звер, првиот звер. И сега вели друг звер. Како излегува од земјата, за разлика од првиот, што излезе од морето, во првиот стих. И имаше два рога, овој вториот звер, имаше два рога како кај јагне. А зборуваше како змев. Постои вакво нешто во природата? Например, сте чуле како изгледа рикот на лав, на тигар, на змев сте чуле рик како изгледа на диносаурус, освен во филмовите. А дали е тоа веродостојно, не знаеме. Нешто што личело на јагне, а зборуваше како змев. Е сега, 12 стих. И тој ја вршеше власта на првиот звер пред него. Кој ја вршал власта на првиот звер? Вториот. Че ова го разбираме така. И направи земјата и нејзините жители да му се поклонат на првиот звер. Или во некои преводи вели и ја тераше земјата или жителите на земјата да се поклонат на првиот звер. Кој го врши ова дејство? Кој е тој што прави и ги тера, ги принудува жителите на земјата и нејзините жители да му се поклонат на првиот звер? Кој е тој што го прави тоа? Вториот звер, кој што излегол од каде? Од земјата. Го разбирате ова? Добро. Значи, до сега е јасно, така? Само според читањето на текстот, до сега разбираме што се случува. Одиме понатаму. Значи, стихот завршува, да му се поклонат на првиот звер, чија смртоносна рана беше залечена, бидејќи првиот звер имал добиено рана, но потоа таа рана се исцели, навидум смртна рана и така натаму, во првиот дел од главата. Е сега, 13 стих. И правеше големи чуда, така што и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Прашање, кој го прави ова? Вториот звер. Значи, вториот звер е субјектот, или оно што на македонски не учеа, таму во второ-трето одделение, подмет во реченицата. Се сеќавате што е подмет, што е предмет, што е субјект, што е објект во реченицата. Е сега. Значи, 13 стих
разбираме, толкуваме, така разбираме, значи, на македонски, дека вториот звер е тој што правеше големи чуда, така што и оган се минуваше од небото на земјата пред луѓето. 14 стих. Тој. Кој? Вториот звер. Цело време вториот звер е подметот. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата што му беа дадени да ги прави пред зверот. Значи вториот звер, велејки им на жителите на земјата, кој тој што им вели на жителите на земјата? Вториот звер, кој што излегол од каде? Од земјата. И сега им се обраќа на жителите на земјата. Велејки им на жителите на земјата да направат што? Да, Константинов вели лик на зверот и фала на Господа што така убаво и исправно го превел. Затоа решив денес од Константинов да читам за оваа тема. Но забележете сега. Велејки им на жителите на земјата, кој им вели тоа, вториот звер, да направат лик на зверот. Лик на кој звер? На првиот. Значи, зверот без придавка, ако е само зверот, се мисли на првиот, секојаш. Вториот звер им вели на жителите на земјата, кој да направи лик на зверот? Тие да направат, така пише во вашите Библии. Велејки им на жителите на земјата, тој прво ги мами, се вели дека ги мами жителите, велејки им да направат, ги мамеше со чудата што ги правеше пред нив, велејки им да направат лик на зверот. Жителите на земјата се тие што ќе го направат ликот на првиот звер. До сега исправно толкуваме. Во некоја друга Библија да не бе случајно поинаку нешто кажано, што го менува смисолот на реченицата, слободно јавете се. Значи, жителите на земјата се тие што ќе направат лик на зверот, и веднаш објаснува Јован, дека се мисли на првиот звер, лик на зверот кој имаше рана од меч и остана жив. Значи, повторно, јасно дека ликот на зверот е ликот на првиот звер. Добар е и стариот православен превод, кој што вели икона на зверот, но овој ревидираниот катастрофа. Биста. Каква биста. Комунистички превод баш. Каква биста. Икона, лик, можело да биде образ. Се тоа што го проучувавме за Христа, како образ, слика, икона, лик на живиот Бог, на невидливиот Бог. Каде застанавме? Кај 15 стих. Е сега. И му беше дадено. Овде сакаме малку повеќе внимание. И му беше дадено, му е еднина, така?
од машки род. И му беше дадено, што? Да вдахне дух во ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува. Значи, да го оживее ликот на зверот. И ликот на зверот ќе оживее, значи, самата икона ќе оживее, самиот лик на зверот ќе оживее, ќе прозборува, конкретно се вели, ќе прозборува, не мора да е жив како објект, ќе прозборува. Сега, пред да го продолжам со тој стих, сакам да разберам, помогнете ми, и му беше дадено да вдахне. На што се мисли ова му? Кому му беше дадено да вдахне и кој е тој што вдахнува во тој случај? Некој на ликот некој треба да му вдахне дух, бидејќи пишува дека дух му се вдахнува на ликот на зверот, за да ликот прозбори. Така? Прето читавме дека вториот звер им вели на жителите на земјата тие да направат лик на зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. Значи, тие да направат лик на првиот звер. Вториот звер ги лажеше жителите на земјата, велејќи им на тие жители на земјата, тие да направат лик на првиот звер. Тоа кажува претходниот стих. И сега и му, значи овде не се жителите, тие се множина, му е машки род еднина. Кој е? Или првиот, или вториот звер. Од претходниот стих. И му беше дадено да вдахне дух во ликот на зверот. Да прозборува, кој да прозборува? Во ликот, така што ликот на зверот да прозборува, продолжува стихот, значи кога ќе добие ликот дух, ликот на зверот ќе прозборува. И да направи, кој да направи? Кој да направи? И да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на што? На ликот. Сега разбирате разлика? На почеток читавме дека во 12 стих вториот звер ги тера земјата и незините жители да му се поклонат на првиот. Така? А сега читаме подоцна, откако ликот на зверот, значи имаме прв звер, имаме втор звер, имаме жители на земјата, до сега, кои субјекти ги гледаме, и имаме лик на зверот. Значи колку имаме? Прв, втор, жители на земјата и лик на зверот. Кога ликот ќе прозборува, од сега го викам само ликот, за да не се буниме со звер. Едно е зверот, друго е ликот на зверот, така? И сега во 15 стих, и да направи, откако ликот ќе прозборува, да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на ликот на зверот. Ликот. Пред тоа ги тера да се поклонат на првиот звер. Вториот ги тера да се поклонат на првиот звер. А сега ќе се заканува со смрт
на сите оние кои што нема да се поклонат кому? На ликот. На ликот. Така? 16 стих. И направи сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови. Што направи? Кој го направи тоа? Кој го прави тоа? Од кај знаеме? Да го довршам стихот, 16 стих сме. И направи сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови, да им се даде што? Ознака или белек или жик. Го знаеме како жик, повеќе по традиција, уште од српската Библија. Мислам дека, дали постои македонска Библија што користи зборот жик? Мислам дека не. Од другиот превод е белек, мислам. Зоран, ке тебе во стариот православен превод не ти е тука. Добро, да не ве буни, ознака жик, белек. На десната рака или на челото. Мене ме интересира кој го прави ова. Кој го прави ова? Кој го прави ова? Вториот звер, цело време вториот звер е подметот. И му беше дадено да вдахне дух во ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на ликот на зверот. Дали вториот звер ќе направи да бидат убиени оние што нема да се поклонат на ликот, или самиот лик ќе направи да бидат убиени оние што нема да се поклонат на ликот? Ја разбирате дилемата. Ова чисто од македонски јазик. Ако ја читате, го читате текстот на други јазици, и ако е таму стои појасно за разрешување на дилемата, повелете, помогнете ни. Само ви кажувам пример како треба да се проучува Библијата, особено пример на едно енигматично, символично пророштво, какви што имаме еден куп и во книгата на пророкот Данијел, и во Откровението. Дали вториот звер или самиот лик ќе направи сите, мали и големи, богати, сиромашни, слободни и робови, да им се даде ознака, белек или жик на десната рака или на челото, и никој да не може ниту да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознака или жик, и не само тоа, туку што друго. Името на зверот, името на кој звер? На првиот. Или бројот на неговото име. Да, после кажува кој е тој број. Так. Но се бара и мудрост за да се пресмета. Бројот на зверот е нешто што треба да се пресмета. И тој е број на човек. Значи, Антихристот е човек, а не е ѓавол. Не е вонземјанин. Он е човек и неговиот број е 666. Сега нема да зборувам за бројот. Сум зборувал друг пат, може би во блиска иднина, бидејќи во ова време живееме.
ова е апокалиптично време. Колку брзо ќе се случат последните настани не знаеме, само знаеме дека ќе се случат брзо. Се поставува прашање. Што е ликот на ѕверот? Знаете? Ова прашање, знам дека многу луѓе, дури и многу адвентисти, не знаат да го одговорат. Денес постојат многу досетливи толкувања. Како напредува технологијата, се јавуваат различни толкувања и се менуваат толкувањата на некои библиски, пророчки символи. Например, се сеќавам, минатиот век, се сеќавам на една православна книга која што тврдеше дека не дека тоа било учење на православието, туку тој автор така си зема за право да толкува дека ликот на ѕверот, значи буквално некоја слика што ќе оживее е телевизијата. Денеска знаете што толкуваат популарни толкувања за ликот на ձверот? Дека ликот на ձверот е значи нешто создадено од луѓе, а што ќе оживее и ќе се однесува како живо суштество, како жив ентитет. Вештачката интелигенција. Денес се толкува дека вештачката интелигенција е ликот на ձверот. Дори некои толкувања одат толку далеку, што тврдат дека последниот антихрист преку дигиталната технологија ќе прави неговиот лик да се појавува истовремено било каде во светот, на повеќе места, преку како холограм, ќе се појавува на различни места во светот, да дава инструкции, команди, заповеди и така натаму. Постојат такви бујни фантазии за тоа како ќе изгледа ликот на ձверот. Не дека технологијата нема да се користи, секако дека технологијата ќе ја користи ձверот, и првиот и вториот, и за мамење, лажење на луѓево, и за принудување на луѓето, да му се поклонат на ձверот, да му се поклонат на неговиот лик и да го примат неговиот жик, неговото име и неговиот бројот на неговото име. Тука има место за технологија колку сакате, особено за денешната технологија. Но технологијата не е суштината, технологијата е средството. Технологијата не е суштината. Каин го убил Авела. Тоа е суштината. Со што го убил? Како го убил? Скокнал и почнал да го дави, го зел првиот камен и му ја пукнал главата, или веќе имал изработен нож, некаков примитивен, било каков, може би од камен, од не знам шо, нешто изделкано. Не знаеме, но тоа е средство и тоа не е битното. Технологијата е само средство. Технологијата како нож е само средство, не е суштината. Прашање, дали ликот на ձверот е телевизија? Дали ликот на ձверот е вештачката интелигенција? Што е ликот на ձверот?
Што е зверот? Кој е вториот звер кој што излегол од земјата? Ајде кажете ми. Што значи тоа Америка? Ајде, Соединените американски држави. Добро кажавте на почеток. Пред да продолжам, да прашам. Дали ова здодевна тема или интересна тема? Сакате да престанам? Сакате да збориме за Самсон и жените? Живееме во последното време. Дали е ова актуелно, интересно или не? Да продолжам? Сега или следната сабота? Сега. Добро. Ве прашав, кој е вториот звер? Некој од вас кажавте Соединените американски држави. Од кај го знаете тоа? Еве да ви помогнам. Вториот звер излезе од каде? Што значи земјата? Првиот звер излезе од каде? Од морето. Што значи морето? Самата Библија ти кажува што значи морето. Кај го кажува тоа? Горица, кај го кажува тоа? Ај, колку години идеш во црква? Ја те знам од 96 или 30 години. Да, за овие 30 години, кој е вториот звер, знаеш? Или Соединените американски држави, мисли на државата, треба да се каже. Америка како географски поим не е вториот звер. Државата. Секој звер во Библијата значи што? Секој звер, вило во Данијел, вило Откровение, поимот звер значи што? Држава, државна власт. Затоа е звер. Државна власт. Царство. Уште во Данијел тоа се објаснува. 4 зверки се 4 царства. Таму се вели во 7 глава. Една од тие 4 зверки беше лавот со двата крилја, што го споменав минатата сабота, кој што го означуваше кој е царство? Вавилон. И Обединетите нации што сведочат кога ги имаат таа статуа на мачка, зверка со 2 крилја, дека се Вавилон. Ама кој ќе го разбере тоа? Оној што ја чита Библијата. Но не оној што чита за љубовта меѓу Давид и Јонатан, или Самсон и жените, туку оној што ги разбира Данијел и Откровението, пророштвата за последното време. А пред 30 години, што? Пред 30 години не беше дојдено времето? Добро, точно е. Оваа деценија, ковидот и вакцините воведоа една нова ситуација. И заради тоа оваа деценија нареков апокалиптична деценија. Не е исто како пред тоа. Ви личи денешното време како пред 30 години? Мене не ми личи. Ниту како пред 20 не ми личи. Дури не личи како минатата деценија. Ова е нешто поинако. До кога и што ќе биде понатаму и колку бргу останува да видиме. Каде ви вели Откровението дека што означува морето од кај што излегува првиот звер? Знаете ли, не знаете? Кај го пишува тоа? Знаеш кај го пишува тоа? Кој знае? Кај го пишува тоа? Што се морињата, водите?
Што се водите, морињата. Кај го пишуваше тоа? Знае некој? Од кај го знаеш тоа? Тоа си го слушнала од некаде, така? Си го слушнала или си го прочитала, така? А во Библијата кај пишува? 30 години од црква, џабе. Така, 17 глава. Што пишува таму? Видите зашто е ова битно? Сакате јас да ви бидам учител или сакате Божјето Слово самото да, самиот Христос да ви биде учител? Значи, кој ќе го направи ликот на ѕверот? Кој ќе го направи ликот на ձверот? Жителите на земјата од каде што излегол вториот ձвер, така? Го разбирате ова? 17 глава, 15 стих рече Перса. И ми рече, кој му рече на Јован, му рече ангелот, што му го покажува откровението. Водите што ги виде, каде што седи блудницата што седи на градот од 7 ричиња. Знаете кој град? Водите што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се што? Луѓето и множествата, народите и јазиците. Ако е тоа морето, односно водите, што е земјата? Што е земјата? Нешто што е суво од многу народи, од многу јазици, нешто што е спротивно од тоа. Значи, блудницата, римската блудница, бидејќи градот премногу јасно, само што не се кажува со име Рим, но премногу јасно е опишено која е блудницата во 17 глава, врз кој град престолува, истиот град во наречен е Вавилон, истиот град, блудницата има надпис Вавилон на своето чело, истиот Рим го нарекува, апостол Петар го нарекува Вавилон во своето соборно послание. И Ѓорѓе Маријановиќ тоа го кажуваше за Европската унија, општо. Да не споменувам сега, ајде да не го споменувам тоа, бидејќи нас не интересира вториот ձвер. Што е земјата? Значи, ако е првиот ձвер, Рим и област каде што има многу народи, многу јазици. Која е таа област? Или Стариот свет? И Европа, и Азија, и Африка, ако сакате. Тие се така географски споени. Тогаш, вториот ձвер кој што не е од водите, туку од земјата, од каде треба да го очекувате? Кај треба да го барате? Вториот ձвер кој што излегува, па да речеме од било каде, само не во Стариот свет. Може така да се каже? Познавате некоја силна држава, која што потекнала од новиот свет, а која што денес е светска сила? Соединетите американски држави. Некоја друга? Австралија светска сила е? Не. Бразил светска сила? Чиле? Мексико? Кој друг? Венецуела? Островот Питкерн? Кој друг? Соломоновите острови? Фиджи? Тие веќе гравитираат кон Азија. Имаме само една држава, светска сила, која што потекнува од новиот свет.
и се наметнува како светска сила. Соединените американски држави. Што значи жителите на земјата? Жителите на Америка, на новиот свет. Што значи дека зверот, вториот звер, ќе ги тера жителите на земјата, тие да направат лик. Што значи тоа? Тоа значи демократија. Зашто вториот звер не го изработи ликот сам, туку ги тера жителите на земјата да го изработат. Тоа значи демократија. Знаете во која земја е родена денешната партиска демократија и од која земја почна тој систем? Соединетите американски држави. Тие се и првата модерна република, може така се рече, иако историски не. Но првата модерна. Видите, ова со демократијата ви помага да разберете, уште ако од каде знаеле пионерите на адвентизмот да речат дека вториот звер е нивната држава, Соединетите американски држави. Кога тогаш Америка не била тогаш светска сила. Денес нам ни е лесно, и затоа така го скратив патот, со прашањето која светска сила познавате што потекнала, произлегла од новиот свет, а денес е светска сила, беше лесно да се одговори. Но во времето на пионерите на адвентизмот, Америка не беше светска сила. Америка одвај успеваше да ги победи индијанските племиња, староседелците. Со нив војуваше. Успеа, ама не сама, со дебела масонска подршка, да ја победи старата зверка Британија и да стекне независност, ама тоа со масоните со помош на масоните во британската армија и не сама. Како и да е. Ова ви помага да разберете дека вториот звер е некој што личи на јагне, а зборува како змеев. И тој ги тера жителите на земјата. Значи, демократија, тие прво ги лаже, медиумски, те лаже, ти формира ставови, мислења, ти формира одлука за кого да гласаш, за што да гласаш. Прво те мами, те лаже, а потоа со чудата што беше што ги правил, што ги лажел жителите на земјата, направил, им велел, и велејќи им на жителите на земјата, тие да направат, да изработат лик. Значи, ликот е нешто што ќе го направи кој? Американците. Што значи тоа дека народот, жителите, граѓаните, значи не самата влада, државата, туку дека народот, жителите, граѓаните ќе изработат лик на зверот, што значи тоа? Например, телевизијата која направил? Вештачката интелигенција која направил? Народот, граѓаните? Некои фирми, така? Да речеме некои фирми. Што значи кога народот, граѓаните, жителите на земјата, треба да направат нешто? Што значи тоа? Ке го изгласаат. Значи тоа ќе биде демократски или референдумски или на парламентарното заседание, значи во Конгресот. Ликот на зверот е нешто. До сега не прочитав ништо од Елена Вајд. Сакав само од Библија да разберете како да се толкуваат некои работи, некои символи. Дали е сега појасно?
Дали Соединените Американски држави се ѕвер што од надвор личат на јагне, а зборуваат како змев? Да. Пример, ќе го удриме Садам Хусейн, ама нема да кажеме затоа што сакаме да ги лапнеме таму нафтните извори и да си завршиме работа за своите компании, туку ќе кажеме затоа што сакаме таму да го ослободиме народот од неговата диктатура. Исто со Гадафи, исто со Милошевиќ ги ослободуваме албанците од диктатурата на Милошевиќ. Вчера еден албанец ми кажува, таксист, вика, тоа рудникот Трепча у Косово и тоа све, американците, тоа све за нив си лапна, тоа не се нашите, вика, таму, на власт. Па се разбира. Тие не влегуваат, тие не интервенираат некаде за вас да ви помогнат. Кума Лиса, кога доаѓа да дели правда, да го дели сирењето, за кого доаѓа да го дели? Па за неизе се разбира. Не за... Демократија, жителите на земјата, Америка, Конгрес. Ликот на ѕверот е нешто што треба да го очекувате од Конгресот на Соединетите Американски држави. А што е ликот на ձверот? Неделниот закон е ликот. Прашање. Неделниот закон е ликот? Што е ликот? Ќе остане за следната сабота. Ако сакате, прочитайте. Подгответе се од настаните на последното време, подгответе се за следната сабота. Но, дали разбравте, до сега не прочитав ништо од Елена Вајд. Ништо не прочитав од Елена Вајд денес. Ниту сега има време да почнем да читам. Дали само од Библијата ви стана јасно кој е вториот звер? Кои се жителите на земјата? Ви стана јасно или не? Горица јасно? Уште не. Не е јасно. Уште матно е уште. Уште е матно. Добро. Имаше појадок денес пред да дојдеш од црква? Појадуваше дома пред да дојдеш од црква? Не појадуваш? Добро. Сабајле? Зато ти е матно сега. А и другата сабота да дојдеш гладна, може? Гладна да дојдеш од црква. Ке биде појасно. Во ред, малку се шегувам, но малку е и вистина. Дали разбирате, некој ќе ви каже утре, ама вие така верувате зашто Елена Вајд така напишала. Некој така ќе ви каже. И денес тоа ви го зборат. Ама вие адвентисти така верувате зашто Елена Вајд тоа го напишала. Од самата Библија може да разберете што е што. Ке продолжиме следната сабота, нека Господ ни даде благодат и мудрост за да разбираме. Амин.